одружени се 17 седници, од кои 14 редовни, две за советнички прашања и една свечена седница. Од сите предвидени точки кои беа во програмата за Совет на општина Куманово за 2022 година, разгледани се 116 точки, не се разгледани само 11 точки, тоа поради недоставување на материјал од страна на или немање на потреба. Од друга страна сме разгледувале 283 точки плюс кои се ставени од страна на градоначалникот, на секторите, од нас советниците. Оно што мора да потенцирам е дека имавме само 2 седници за советнички прашања кои се држеа по 2 дена, значи ги исцрпевме сите интереси од страна на советничките групи, меѓутоа не се одржаа 2 седници, а она што се случуваше меѓувреме е доставување на прашања, поставување на дополнителни прашања и барање на информации следствено на потребите од населението и од страна на советничките групи. Мислам дека овој совет претходната година работеше многу транспарентно, зборувавме за актуелни теми и дозволувавме да се расправа на таа тема, да се добиваат навремени информации од страна на градоначалникот, од страна на раководителите на секторите, од страна на директорите на јавните предпријатија. Чисто за информација на јавноста зборувавме за затворениот базен, за јавниот превоз, за санација на кров на Браќи Крсте, за градскиот парк, за водоводна мрежа на село Романовце, за јавни површини на сами Фрашери, значи некои актуелни прашања кои ја засегаа јавноста, ги отваравме на седниците и мислам дека тоа е добро и така да се продолжи наредниот период. Што се однесува до седницата на советнички прашања, беше предложена да се држи во јануари, меѓутоа во договор со опозиција истата е договорено да се држи во средина на февруари, значи да бидеме до крај транспарентни за оно што работи општината.